Предвреме родените деца представуваат над 10% од сите новороденчиња во светот. Денес отворено разговараме со медицински лица и активисти за предизвиците, поддршката и важноста на подигнување на свеста за предвреме родените деца, за тоа што значи да се биде предвремено роден и како може да се помогне. Денот на предвреме родените деца е 17 ноември, ден кој неколку години веќе се одбележува во Прилеп, благодарение на родителите и на посветеноста на медицинскиот персонал во насока на подигање на јавната свест. А наши денешни гости се Данче Оклеска и Елена Еминович, мајки, борци за своите деца, организатори на хуманитарна акција во борба за спречување на предвреме родените деца, како и медицинските лица од Општата болница Борка Талевски Прилеп, од неонатолошкото оделение Македонка Калпаковска, дипломирана медицинска сестра во одделот за неонатологија, и Гордана Кафеджиевска, дипломирана медицинска сестра при Општата болница Борка Талевски Прилеп. Ако нешто сгрешив, кажете ми, поправете ме. Главна сестра. Би започнале со дамите кои што го имаат искуството кога станува збор за предвреме родените деца, и најпрво еве се ближи денот 17 ноември како назначен за предвреме родените деца, ден на предвреме родените деца. Кои активности како организатори би ги презеле на 17 ноември? Рековме, го организирате ова по шести пат. Да. Пред се да ви се заблагодарам на поканата и што издвоивте место да бидиме дел од вашава емисија. Па да, овој настана спонтано, значи веќе 6-та година го организираме. Морам да признам дека почна многу интересно. Јас како мајка на прерано родени дете дојдов. Јас се породив во Англија и таму видов како луѓето ги организираат овие настани. Дојдовме пред се да организираме крштевка и венчавка тука и јас добив првичната идеја ми беше наместо да ми носат гостите цвеќе и чоколада, да донираме пари за неонатологија. Парите ги собравме, беше некоја, не да речам голема сума, и појдов на неонатологија. Веднаш бев примена, морам да признам, од сестрите. Баш ме прашаа зошто ти ова го направи. Викам, па јас во Англија го видов нешто дека секој родител кој поминал таму со прерано родено дете, па не мора и да е прерано, во смисла, еве, Елена нема прерано родено дете, па ја свати мисијава и поддршкава, оди на тоа да ги подобриме условите, не секогаш да чекаме само од државата, да видиме ние што да направиме. И му го кажав концептов во болница и тие кажаа ќе имаш наша поддршка. Во исто време медицинското училиште и децата, морам да ги поздравам, како идни доктори, како идни медицински сестри, секоја година исто така сакаат да учествуваат во настанот. Мојава приказна ја слушнаја локални компании од Прилеп и сакаја да донираат и нешто да помогнат, и полека стануваме се поголема и поголема организација на луѓе кои што се вклучени во настанов. Јас сум само некој кој ги поврзува сите, а можам да кажам дека навистина голем дел од градов го свати нештото. Значи денот е за прерано родени деца, но ние секој живееме локално. Значи неонатолошкото оделение во Прилеп е местото каде што почува секој живот овде, и мојата цел која препознаја сите е дека секоја мајка и бебе да има колку што може подобри услови овде. Да не размислува дека заборавила памперс, дека заборавила кремче или било што, а воедно исто така со поддршка на големи компании направивме големи промени во апаратурата и се што е потребно таму. Во смисла последнава донација, да речем последниве пари, решивме од минатата година да ги потрошиме за машина и за перење и за машина за сушење. Зошто? Зошто да не, викам јас, зошто, например, сите бебината кај нив тие ќе си кажат
седат 2-3 дена во болница. Зошто нивните алишта да се перат со сите алишта во болницата, кога има место на неонатологија можат да се исперат и да се исушат. А воедно со овој настан имаме и донации на бебешки прашаци, кои што се користат за бебината. Прашаци, алишта. Да. Како е планиран да биде организиран овој настан сега на 17-ти? Скоро како и секоја година, нашиот концепт би бил ист, начинот на собирање донации, ние, значи, помалите фирми, помалите донации, ни донираат символични ваучери или производи, кои што ги продаваме сепак по символична цена достапна за сите. Во болницата, нели, да, таму се организира во ходникот. Во ходникот на болницата, како секоја година имаме мала коктел забава. Настанот трае од 9 до 1 на 17 во понеделник и како што спомнав, значи донациите се продаваат како еден вид на мини базар. Донациите се продаваат по символична цена од 200 денари и собраните средства 200-250 во зависно. Собраните средства покасно се наменуваат, секоја година имаме различни таргети во зависност од тоа, од потребите на неонатологија. И сите тие средства ги селектираме спрема нивните потреби. Значи наменски се средствата, фирмите одговорни еве како од година во година, како што кажа Данче. Да, секоја година имаме се повеќе и повеќе општествено одговорни компании кои што би сакале да учествуваат, некои го прават тие самостално, значи се донираат конкретни производи што одат директно на неонатологија, а некои донираат во нашиот мини базар, би го рекла, кои што покасно се продаваат и средствата се собираат за конкретно апарат, средство, било што да е потребно. Пред да ги вклучиме и дамите од вашата лева страна во случајот, медицинскиот персонал од Општа болница Боркаталевски Прилеп, јас знам че би те прашала тебе, бидејќи разбрав дека Елена нема лично искуство со предвреме родените. Моите се покасно родени, али тоа не е причина, ако нештото вас не ви се случило, не е причина да не ги разберите другите и да не се вклучите во нешто. Значи јас имам девојче, утре други ден може да биде мајка на предвреме родено и сите околу нас може да бида и на крај крајава и да не се предвреме родени, целта ни е да обезбедиме се подобри услови за неонатологија, како што спомна Данче, сите првите денови во животот сме ги поминале таму, тоа е местото кај што се почнало, така да треба да има, сметам дека треба да има многу подобри услови. Од тука почнува животот. Така. Малку за твоето лично искуство за да ги запознаеме слушателите, гледачите, што значи мајка, родител на предвреме родено дете, кои се сите тие емотивни чувства, како дојде до тоа да се случи тоа што се случи и какво е тоа дете? Јас пред се прво ќе почнам со тоа дека сите мислат дека странство медицината цути и дека имаат услови. Јас морам да кажам искрено, од моето искуство во Англија, второто дете го роди во Прилеп, во болницава, следена од гинеколог тука, помина се во најдобар ред, морам да се пофалам искрено од моје искуство. Во Англија условите за здравствениот систем се далеку полоши од кај нас. Колку на некој ова би му звучело чудно и страшно, нивното здравство е на некој начин бесплатно и затоа што е бесплатно не можеш да најдеш доктор. За разлика од кај нас, таму имаш 2 пати во цела бременост скрининг на болница, а цените на приватно стварно таму се некои што не може да си ги дозволиме. Мислам, енормно високи таму. Премногу се високи, со тоа што нивните апарати во болниците, примерно кај што одиш, се беа толку лоши во некои болници, кај што, пример, кај нас, еве, кај било кој доктор да поидиш, ехо, таму се соочив со тоа да ми кажат напијај се уште 1 литар вода, за да можеме да го видиме бебето. Јас имав претходен проблем, кај што требаше мојата бременост да биде
како што треба следена, мислам, како што е овде, нели, еднаш месечно да одиш на проверка. Дојдовме до тоа кај што добив совет да напишам дека пушам по 5 кутии цигари или дека сум алкохоличар, за тие да ме напишат мене како приоритетен случај. Тоа е за нив приоритет. Приоритет е кој ќе дојдиш до најстрашното. Се случи така што јас бев 5,5 месеци бремена, значи 24-та недела, од нигде никаде добив болки, прва бременност, не знаев што да очекувам. Во болницата кај што бев, беше болница, можам да кажам, како нашата, во смисла, можеше да земи прерано родени деца, ама не во таа недела, 24-та недела е најризично, значи многу ретко кој дете преживува. Со тоа што се случија и филмски приказни, кај што имаше страшна сообраќајка на автопато и мене не можеа да ме пренеса во другата болница, фала Богу имаше персонал кој што дојде сам во болницата. Јас се породив, родив дете од 710 грама, кој што падна по неколку недели на 550 грама, која што помина месеци во инкубатор и тоа за една мајка е тежок психолошки удар, во смисла си одиш дома, немаш дете дома, детето е во инкубатор, детето треба да прима мајчино млеко, многу е тешко да немаш до тебе дете да стимулираш млеко. Кога дојдовме до тој момент, бевме во стварно професионална болница, кај што имаше поддршка и јас се соочив со еден нов свет кај што видов дека не сум сама, дека има многу мајки како мене и дека тоа е едно цело општество. И исто така и во Македонија. И значи во Македонија имаме групи што функционира со мајки на прерано родени деца и во моментов, например, има неколку такви, ама и сме си поддршка едни на други. Мајката што го поминала тоа, ги поддржува другите мајки и ги кажува своите искуства. Не секоја приказна завршува позитивна како мојата, во 24-та недела дете да преживее. Сега не сакам да не влегувам, оти темава е стварно, сакам обширна и сакам да одиме на позитивност и да ги промениме работиве, ама стварно знам дека има и во контакт сум со многу мајки во градов кои што има дечина во Скопје, кои што има деца, значи тие деца после се со доста се со последици и со се друго. Треба помош, треба поддршка, треба психолошка поддршка, треба поддршка од персонал, а пред се треба добри услови, доволно персонал и доктори да ги поддржа и мајките и децата. Ќе ги вклучиме сега и од болницата на Прилепската болница, Македонка и Гордана. Што значи да се роди дете пред време? Кои се најчестите здравствени предизвици? Најчестите, прво да речам дека живееме во општество во кое што стварно во овој момент се тешки условите за да се живеете еден нормален живот, зборуваме за грото на мајките, на родителите. Значи, постојат медицински ризици за да се роди пред време родено дете. Значи, пред време родени деца се мајки кои што имале здравствени нарушувања, кои недоволно ја следеле бременоста, немале услови да ја следат бременоста или пак едноставно постојат и есенцијални услови, значи непознати причини зошто дошло до предвреме раѓање на дете. Најчести причини за предвреме родени деца се инфекции на урогенитални тракт, плацента, превија, абрукција на плацентата, односно предвреме одлепување на постелката, да кажеме народски, да не разберат луѓето, премногу плодова вода или премалце плодова вода во матката. Значи, исто така и близначната бременност, односно повеќе дечиња се причина за предвреме на раѓање на дечињата.
хронични болести кај мајката, односно хипертензија, диабет, се причини за предвреме родени дечиња. За жал мора да речеме пушење, а најголема причина е стресот на денешното живење, неизвестноста од утре. Значи, причини кои што ја имаат мајките, да. Тие се најчесто причини за предвреме родено дете. Значи, имаме параметри кои ни укажуваат дека детето е предвреме родено, односно деца родени пред 37 гестацијска недела. Дечиња родени пред 37 гестацијска недела поделени се на повеќе, да не навлегуваме, значи ептем во медицински, во повеќе групи, значи имат поризични дечиња кои што се во покасна гестацијска недела родени, дечиња кои што се многу поризични во помала гестацијска недела и дечиња кои што се навистина ризични, кои што имаат помала родилна тежина од 1000 грама. Нашата болница, значи, поддржуваат мајки породени до 34-та гестацијска недела. Ние имаме услови, ако бебињата се со развијани бели дробови, значи ќе зборувам народски за да ме разберат луѓето, дечињата можеме ние да ги гледаме во нашата полуинтензивна нега, каде што располагаме со 3 инкубатори кои што се релативно стари, меѓутоа си ја бркаат работата. Располагаме со персонал кој што, ево конкретно да ви кажам, сме 11 сестри. Одговорно тврдам дека моите колешки се навистина стручни и спремни, затоа што работаме веќе 20, 30 и 40 години сестри, исклучиво на неонатолошко оделение. Имаме прекрасна началничка во моментов, доктор Лиljana Христоска, која што, да ви речам дека 24/7 е присутна на нашето оделение. Во идно време, значи за една година, ќе ни се придружити субспецијалист доктор Верче, која во моментов е на субспецијализација во Скопје. Докторките ни се прекрасни, во моментов доаѓаат и доктор Кате, која што е Катерина Факова, која што навистина е посветена и цело време сме, значи, покријани со доктори и медицински сестри кои навистина си ја знаат работата. И го следат развојот на сакам да ви кажам дека во нашата полуинтензивна нега 24/7 има присутен персонал. Значи не ги оставаме децата воопшто да бидат сами. Не ги оставаме мајките да се нервираат и секираат за состојбата на нивните деца, затоа што сме цело време психичка поддршка на мајките. Да, имаме термин кога може да влизат, да си го видат детето, да си го, ако дозволува состојбата на бебето, да го надојат, или пак да донесат мајчино млеко, да го нахраниме со нивно млеко, што е многу битно. Значи сме во целосна соработка, да речем, со мајките. И му кажуваме дека од нивните деца може да пораснат здрави личности, ги охрабруваме и мислам дека сигурна сум дека се задоволни од нас, затоа што настапуваме баш онака другарски, пријателски, цело време сме околу нив. Не зборувам само за предвреме родените деца, зборувам и за навреме родените деца, затоа што навистина сме во сервис на мајките. Ако мајката се чувствуваат уморна, неспана, ние сме тука да ги повлечиме дечината на неонатологија, да ги нахраниме, да ги оставиме мајките да се одморат. Мајките кога се спремни за едукација, за подој, за како понатака да ги гледаат нивните деца, ние сме тука. Благодарение на, да спомнам, Тања од Ритекс. Дечињата ни се сега дотерани во убави комплетчиња, девојчињата во розево, машките во плаво. Навистина, во нашето оделение е радосно да се работи, да речам. Единствено место во нашата болница каде што секогаш е
значи 99% од случаите имаме радосни моменти. Да, се случуваат и предвремено родени деца, кои ако процена нашите докторки дека може да останат кај нас на оделение во полуинтензивна нега, се задржуваат повеќе од 2-3 месеци. Сме имале месеци и пол случаи кои остануваат на нашето оделение и кои ние ги гледаме како наши дечина и да ви кажам кога ќе дојде моментот дека треба да си оде да отида дома децата, ние сме значи врзани со дечината и уште долги години се прашуваме каде се кај завршиле, да ви кажам позитивен пример без имена јасно, значи пред 17 години. Втора бременост на мајката близначка. Близначна бременост, се раѓа девојче и машко во ист инкубатор, тогаш го добивме големиот жирафа инкубатор. Дечиниот братот и сестрата беа заедно во инкубаторот. Значи, кило и 100, кило и 300. Ги израснавме дечињата до 2 кила некаде за, да ви речам, месец и пол. Сега момчето е ракометар во алкалоид, девојката е веќе 4-та година средно училиште, прекрасни деца. Никогаш не би рекле дека тие деца се предвреме родени дечина. И многу такви примери. Значи, грижата е многу важна. Грижата е совестена, посветено, и на родителите, и на медицинскиот. Посветено и тимски, уште ова сакам да го кажам, затоа што ние работаме во тим. Се што ќе заврши во родилна сала, кај колешките акушерки, значи колешките акушерки се грижат за мајките, а ние се грижиме за тоа тие што се дојдени на болница, за нивните бебиња. Тимската работа е многу битна, а во моментов ја имат во нашата болница. Зборуваме во бројки. Неонатолошко, односно колку деца предвремено си имаат родено во Прилеп? Дали таа бројка е намалена со оглед тоа што како главна медицинска сестра верувам дека ги имате податоците и колку на пример иако Македонка ве пофали доста во работењето на и екипирањето на медицинскиот персонал кога станува збор за грижата на децата и грижата на деца предвремено родени, дали ние имаме доволно техника, имаме доволно апарати за сето тоа да го работиме. Малку низ бројки и малку во она што го има болницата или она што и недостасува за да бидеме поефективни и ефикасни во овој дел. Фала ви, прво благодарност на поканата во емисија, вака сите да слушнат јавно за предвремено родените деца и нормално за нашата болница, за нивното згрижување. Како статистички податок за предвремено родени деца, значи уназад 2023 година од 407 живородени има 30 или процентуално 7,4% на предвремено родени деца. Во 2024 година од 458 имаме 44 предвремено родени деца, односно 9,6%. Од нив, значи овие дечиња се со благо предвремено предвремено раѓање, тоа значи од 34-та до 37-ма гестацијска недела, односно најблагата форма. Од овој процент, дали 1% се со екстремно предвремено родени, многу или умерено предвремено родени, кои што, како што кажа и сестра Македонка, главнава сестра, се транспортираат во клиничките болници во Скопје. Значи, нашите услови, што ги имаме овде, како што спомна, се 3 инкубатори, кои што лани, од благодарение од средствата собрани од Организацијата за предвремено родените деца, се доусоврши тој жирафа инкубаторот, се поправи и следниот инкубатор, меѓутоа ни треба инкубатор како болница за транспорт. Транспортен инкубатор кој што би бил со сите услови, значи кислородна поддршка, мониторирање на бебето, значи ни треба и таков монитор да имаме пософистициран со сите параметри кои што му треба за едно новородено и кој што кошта доста голема сума на пари. Другите услови кои што ги имаме, еве сега не само неонатолошко, туку комплетно гинеколошко, акушерско, неонатолошко оделение, значи да ги споиме во едно, се прекрасни, затоа што на
пред да дојдат мајките на самово породување, имаме школа за трудници, која што е во склопот на болницата, е на гинеколошко-акушерското оделение, во организација на докторката Билјана Кржевска, нашиот руководител, и сестрата главна Роза Јовановска, значи тие држат школава за трудници. Што значи тоа? Во школава за трудници доаѓаат трудници кои што се пред породување. Обично термините значи ги организираат тие да можат 20 групи на 20 трудници да посетуваат една група. Два пати до 3 пати месечно, зависи од мајките кои што ќе се пријават. Во таа школа на трудници значи се врши комплетна едукација како мајката да биде спремна за актот на породување, со оние физички вежби, пилатес, стопки, психичката припрема која што е најбитниот дел за една мајка, значи да си го пречека нормално низиното новородено да биде психички спремна во тој момент. И дел начин на доење, значи првиот почетниот дел со излачување на колострума, значи да не се плаши дека таа жолтеникава течност не е млеко, туку навистина тоа е првото млеко кој што треба секој новородено да го приме. И понатаму начинот на доење, во кој што се надоврзува и сите сестри неонатолошки, кои што ми се исклучително добри и спремни да ја пренесат на мајката, да не се загрижува. Секоја мајка може да дои, секоја мајка може да научи, пошто и јас сум мајка на 2 прекрасни дечиња и кои што ги доев долг период, година и пол. Браво! Так. Во рамките на овој дел би се навратиле и би одговориле сите три со оглед на тоа што ги имате искуствата, дали постојат долгорочни ризици од предвреме родени деца и како се следат тие? Кои се ризиците сега на твоето дете? А вие ќе ми одговорите баш дали се следат, какви се тие ризици, дали постојат долгорочни ризици? Вие кажавте убав пример дека сега станале големи и убави луѓе кои што вредни и така натаму, но јасно, но дали постојат ризици? Постојат премногу. Не секој има среќата, јас што имав искрено како мајка со Софија да е здрава и жива, затоа што на многу пати во болницата ми беше искрено кажано дека нема да преживее до утре. Во смисла има премногу ризици. Самото тоа што се родени прерано се склони на премногу инфекции. Дишат на респиратор. Најголем дел од овие најризично прерано родени деца. Самиот респиратор си носи своји инфекции. Крварењето на мозоко е исто така преголем ризик. Исто така кислородо. Кислородо предизвикува слепило. Значи тие зна повеќе медицински, ама во смисла, бидејќи Софија од моје искуство беше многу долго под аспиратор, тоа што го викаме примарната заштита. Ако јас примев стероидни инекции и бев следена правилно од гинеколог, стероидните инекции ги созрева белите дробови. Софија многу брзо че беше тргната од вештачкото дишење. Значи јас со тоа самото требаше да примам многу кислород. Значи тоа е зрење на плодот. На плодот. Кога се очекви предвремено раѓање. Зрење на белите дробови, фостерони, тие се викаат фостерони. Тие се созрева белите дробови. Значи јас тоа го немав. Јас тоа го немав, а со втората бременост го имав тука. То долго примање на кислород предизвикува слепило, значи многу голем дел од тие деца понатаму има проблем со видо, некој дури ослепува. Исто така има и навистина има доста. Јас искрено бидејќи бев во таква болница долго време и се соочив со различни родители со различни проблеми, ама најголем проблем е тој кој може, мислам, проблемов со дишењево и кислородов и проблемов со видо, еве ќе го кажам како некој од најчестите, затоа што ако има ризик за прерано родени, сега јас веќе знаев за второво, изборував тука со докторите, мора да се примат тие инекции. Значи сите што се предвремено родени. Сите деца сите мајки што примиле такви инекции и кај што имало ризик, нели има ризик и од тие инекции, од сите инекции има ризик,
Ама Да, си... и мајка што родила Да, еднаш пред време да. родено дете, се очекуваат големи проценти Да. дека и другата Да. временост ќе биде таква. Да. И, например, тоа би го взела како најчест ризик, се очите од кислорода. Исто така морам да спомнам дека редовното посетување на гинеколог, после тоа доктор во болницата, па и сестрите, јас секогаш кога и да зборуваме, еве баш со Македонка имавме случај со бебе дома, сега комунициравме дека чудно му душеле, апсолутно да исконтактира стручни лица, да не читаат на интернет и чат GPT, добро е ние да си споделуваме искуства, ама сепак тие учеле луѓе, се вложиле во медицината Така, и јасно. треба да ги слушаме нив. Конкретно Бети, значи од моја другарка, девојчето е во Канада, пред 3 дена породено, ми викат, чудно ми диши бебево. И ми го пуштат на камера. Мукам, детето не диши чудно, носето не му изчистено, не ми каже, рече, дека треба носето да го чистам. Деца во странство, остаени сами. Значи, сепак му требит некој да му каже што Едукација. Го ја користат токму ова Школата школата за трудници, едукација, да. така за трудници. Значи Тоа е добро. патронажна служба, Да. организирана така да. Предходно, да, пред породување, после породување, значи патронажната служба е во делот и склопот на сета заштита и сета помош која што треба да му се пружа на новороденчето и на мајката. Исто така не напомнав, значи како што прашавте на кој начин би се проследиле последиците или како да би се контролирале, најмногу зависи од гестацијската недела на раѓање. Значи колку е помала гестацијската недела, значи на раѓање, толку се поголеми, да речем, последиците и ризиците кои што треба понатаму да ги контролираат мајките со нивните новороденчиња. Меѓутоа сето тоа му го кажуваат нивните доктори и си одат редовно на контрола и си проследуваат, си ги прават сите испитувања. Кај ниската, значи благо предвремено родените дечиња, тие веќе полека си се вклопуваат за некој си, да речем, прилично краток период во нормалните, веќе ќе се смета како во нормални родени дечиња, си ги вршат нормално нивните контроли. Кај нас во болницата, заборавив и тоа да напоменам, од неодамна имаме апарат за ехо на мозоче, кој што се обалува кај секое новородено дете. И го обалува докторката Габриела Тавчиовска, таа е педијатар, невролог со цел да се установи какво му е мозочето на секое новородено дете. И тука значи се проследува и се гледа и за кај предвремено родените дали има некоја потреба за понатамошни доиследувања, понатамошни контроли и така натаму. Сакам да се надоврзам на сестра Гордана дека во нашето одделение после 48 сати значи имаме скрининг на тироидна скрининг за тироидна жлезда, за метаболни промени кај новородените, значи кај секое новородено. Веќе 3-4 месеци имаме и ортопедски скрининг. Секој четврток доктор Васко доаѓа на нашето одделение и прави преглед на сите новородени дечиња. Значи, навистина во овој момент сме за пофалба, да речем. Ги пратиме дечината без разлика дали се предвреме родени. И сакам да се надоврзам дека, да, доктор Лиле, имаме праено муабет, кога предвреме родените деца се очекуваат да ги достигнат со психофизичкиот раст, значи дечињата кои што се навреме родени. Значи околу 5-та, 6-та година од животот се очекуваат да биде на исто ниво, а може и порано. Многу зависи од родителите. Да. Зборуваме и на таа тема колку родителите се вклучуваат во нештото и токму во рамките на ова еве имаме и поздрави за овој наш разговор и за оваа наша едукативна емисија од Оливера Лазовска, од Мартина Трајковска, од Маја Стојковска. Верувам дека можеби и се познавате и верувам дека многу луѓе ги знаете со оглед на тоа што сите дошле кај вас. Како што сме прилечени ги знаеме. Голема поддршка од мене ми е драго што ни даваат поддршка мужот и да прашате веќе
емисијата е во живо, сите оние кои што се интересираат. Јас ќе ја вклучам сега и Елена во нашата дискусија за да не биде така од страна. Спомна Гордана како главна медицинска сестра што им недостасува нив во овој момент, и ако кажа дека се на некој начин, не на некој начин, баш добро опремени во следење на развојот на новородените деца и на предвреме родените деца, има ли можност да се направи тој апарат кој што им е потребен за транспорт, ако со овие хуманитарни акции и акции што ги правите за да ја подигнете свеста за важноста од едукација за предвреме родените деца? Има ли можност за тоа? Вака, најголема цел за оваа година ни е баш тој транспортен монитор. Имаме уште 2 апарати што се со пониска цена и доколку не се достигне оваа година, тие се опција сепак. Наша најголема желба била да ја достигнеме таа цена. Минатите години сме биле некаде, можам да речем, на пола. Имаме уште недела дена работа и мислам дека до сега имаме доста компании кои што се заинтересирани. И би го искористили и овој момент да повикаме уште од, како што рековме, општествено одговорните компании да се приклучат на целата акција, било со нивна парична донација на производи, затоа што сумата за транспортен монитор е прилично значителна, значи висока е реално. Не, за инкубатор не зборуваме, ние зборуваме за монитор. Инкубатор е недостижно моментално со нашиот Добро, да кажеме колку е недостижно, може некој ги дај Гордана помогни, колку ни е недостижно. 10.000 евра. 10.000 евра се потребно. Значи се што е за бебина, оглема е 3 пати поскапо од за... Мониторов би било околу 2.500 евра, со тоа што ние сме во припрема и на хуманитарен концерт. Да, сакав и тоа да го спомнам. Да. Ќе биде втор, значи ќе ве замолам и Маја да ја поканите, таа ќе ви кажи поиќе детали, организирана е со многу дечина. Знам дека ќе биде нешто со Дизни, да не навлегувам јас. Сакам, ако имате време, значи, кој ќе заврши овој настан. Значи, овие монитори се околу 2.500-3.500 евра. Со тоа што ние собираме символични суми, значи, ги покануваме сите компании кои што можат директно да донира или да донира со производи од суми од 200-250 денари кои што луѓето би си ги купиле. Само прифатливи за сите. Самиот настан има промоција и на компаниите. Многу често се случува идат луѓе сака да донира, зема ваучер од бутик кај што никогаш не била. Реално не може да купи ништо за 250 денари и бизнисот на тој бутик ќе продај нешто. Исто и со кафичите, и со продавници, со сладкарници. Имаме голема донација на парфеми, например. Например, тогаш го пробува парфемо, купува, и му се станува верен и лојален купувач понатаму. Имаме исто компании што сака да биде анонимни. Тие сака да донира, не сака да се знае и не сака да се промовира. Секоја донација е добре дојдена, без разлика на кој начин. Одиме да собериме средства за монитор, што е многу важно. Тоа е така, дај Боже. Како родителите можат да помогнат во грижата и домашната грижа и грижата на децата пред време родени? Колку вие како медицински персонал укажувате, едуцирате? Јас тоа постојано ќе го спомнувам со оглед на тоа што ако зборувавме цело време за едукација, колку е важна, девојки, едукацијата за вашите... Во конкретниот случај, значи, ево, ја имаме мајка Даниела. Така. Значи, целосна посветеност на моменталната состојба, што ги снашла. Значи, целосна посветеност на родителите, пратење на состојбата на дечињата, затоа што сепак зависи и од гестатиската возраст и тежината со која што е родено бебенцето. Ево, Даниела е пример дека и детенце кое што паднало до 500 грама може да стане една девојка која што стварно е
многу убаво девојче има Данче. Едукацијата треба самите родители да ја побара. Никој нема Точно да дојде така, да ти ја значи даде посветеност на родителите. Нема да ти ја даде ChatGPT, нема да ти даде, значи значи едукацијата, еве ние имаме такви групи, пак ќе спомнам за прерано родени, може да споделиме искуство. Ама јас можам таа мајка да ја посочам да поиде кај македонка ако не знае како правилно да го капи детето, пример, или да го постави. Јас во болница се баш Гордана има еве обука за прва помош на бебе. Сега беше на некои семинари, баш ни спомнуваше. Значи Софија кога беше во болницата, ние имавме едукација за прва помош, за тие сите работи ги имавме таму во болницата, со тоа што јас никош не сум мислела дека моето дете ќе се храни преку сонда првата година од живото, јас дека треба со цевче и со шприц да вадам од желудникот како се вика стручност, да вадиме, да проверуваме pH вредност и да видиме дали детево може да јади или не. Од таа храна дали. Во смисла за доењето, значи ако мајката има интерес кога е во болницата, пред и после, може максимално да го искористи тимот што е таму од сестри и доктори да прашаат. Ако мајката има интерес, мајката треба да има интерес. Посветеност, тоа е најбитно. Значи емоционалната поддршка на родителите сметам дека е многу важна и важна. Како да дојдете, како да преслекува, како да капи, сето тоа може да го научи во болница. Затоа што тие виделе толку многу бебина. Исто, било кое прашање, јас сите апелирам секој кој што нешто не му е нејасно се обрати таму кај што треба да се обрати. Јас би прашала сега, и сите би прашала, бидејќи јас навистина сум лаик, не знам оваа тема, постојат ли некои законски или здравствени празнини што треба да се потполнат кога е во прашање заштитата на новороденчињата или на предвреме родените деца? И за Елена ќе остани за Данче, како граѓаните можат да се вклучат и помогнат, бидејќи времево некако брзо ни лета. Дали постои некои здравствени, законски здравствени празни или потешкоти што треба да се потполнат ако од твоето искуство, а и од вашите сознанија? Тие како медицински може да се кажа дека мајките што има ризик да одат на патолошка бременност, тоа е поддржано. Проблемот е, ние секој апелирам на тоа, проблемот е после тоа, во смисла еве јас како што Софија беше скоро 1 година на болница, а јас имам 9 месеци породилно отсуство. Значи детето нема ни да ти е стасано дома во некој случај, а ти треба да се вратиш на работа. Ќе продолжиш боловање, мислам дека следува нешто како боловање. За некои диагнози, значи, ама не е до тото. 3 години мајката се ослободува за некои диагнози. Во нашава држава правиме муабет. Исто и во Англија. И во Англија толку ти е породилното и толку. Значи ти си одиш на работа, во некои држави уште и полошо. Во смисла е помалку. Јас секош апелирам, значи мајките што имаат прерано родени деца, барем болувањето да му почни, да му се продолжи барем тие неколку месеци, дури е детето во домашни услови кога ќе излезете побитно од на болница додека. Да, јас тоа би го спомнала само. Имаме ли некакви проблеми околу, односно потешкоти кога станува или празнини законски кога станува збор за предвреме родените деца? Па имаме празнини во глобала. И што треба да се потполни, да речеме? Што би требало да се потполни? Заштитени, мислам, не се заштитени, мајките не се заштитени, значи нема законска регулатива за нив, како што кажа Данче, да му се зголеми породилното отсуство. Да. Мислам дека сметам дека би требало, значи да се зголеми и во глобала секој породилно отсуство како што е на запад, во Германија, па и една Бугарија која што е до нас, која што е 2 години породилното отсуство, а Германија и 3 години. Значи доволно посветување треба на децата во првите години од животот, значи комплетно да се насочат и да се научат на сите правилни навики, домашно воспитување, значи сето произлегува од Рековме, животот почнува од неонатологија. Јас секогаш милувам да кажам, значи ајде му кам учествувајте во настанов. Зошто? Зошто ми викат? Зошто?
обично на луѓе кои што можат да допринесат нешто за да се подобрат условите. Зошто? Затоа што му викам по 18 години работници ќе немаш. Значи од кај нас почнуваат животот. Работникот, инженерот, лекарот, медицинската сестра и сите други профили. Сите биле прво во неонатологија. Значи биле бебина. Со оглед на тоа што наталитетот ни се намалува не само кај нас, него на глобално ниво, верувам дека е потребно навистина мајката да биде што повеќе присутна со своите деца, отколку да биде ангажирана и материјално да придонесува во семејството. Се сложувам. Имаме уште многу да зборуваме на оваа тема, а ова ни е прв разговор, а верувам дека ќе имаме и други, само од интерес да бидеме во можност да едуцираме што повеќе луѓе на теми кои што на некој начин или се заборавени или едноставно си велиме, па тие тоа го знаат, нема потреба од таква едукација. Мене нема да ми се случи тоа. Никој не нема да ми се случи тоа, да. Што ќе ни се случи? Во рамките на она што ќе го организирате понеделник на 17-ти, како можат граѓаните да се вклучат, како можат да помогнат? Првично граѓаните би можеле да го посетат настанот, како што кажавме, со символична донација да учествуваат, да си купат нешто, некои од нашите производи, се разбира собствениците на бизнеси локални можат да донираат ваучери или своји производи кои што покасно би се продале, или третиот начин директна донација што би помогнала за собирање на комплетните средства. Верувам дека се добредојдени секој кој што сака да се вклучи во вашата група, со оглед на тоа што е таа неформална група, нели? Се уште е неформална. Се неформална, нечиме да бидеме многу формални уште, не знам, ама би требало да видиме. И само да спомнам дека ова иницијатива е потекната од нас, значи сакам да се заблагодарам на медицинското училиште и на болницата што го прифатија нашиот настан. Во смисла што ни даде, тоа е за нив, ама тие можеа да кажат нема да биде во болницата, а досега мисламе овие колку 5-6 години имаме голема поддршка од нив и се тука цел ден да одговарат на сите прашања. Еве, јас ви ветувам дека ги имате Македонка и Гордана за сите ваши прашања за бебината, дојдете, посетете не на настанот. И ние сме благодарни, значи, на мајките посебно на Данче како иницијатор на ова што го прави, тоа го прави, значи, буквално од како мајка на предвреме родено дете, мајка која што навистина видела што значи да се роди предвреме родено дете. Мајка која што сакат да се створат услови за другите дечиња каде што ќе биде подобра и атмосферата за нивно гледање и подобри условите. Даниела, значи, преголема благодарност. Преголема, ево јавно сега и до сите вас во неформалното здружение. Даниела е, значи, иницијалната капсула. Да, некој мора да види, и без очекувања, значи во животов без возврат. Без возврат. Има таа возврат, има две златни деца, тоа е незината мотивација, мотивација, така. Јас ви благодарам, дами, што ни бевте гости, што се дискутиравме на оваа тема. Реков, се надевам нема да биде последна. Ќе ве замолам вие тоа да ги инициирате, бидејќи навистина остануваме малку медиуми, малку луѓе во медиумите, за да може да водат вакви разговори во контекст на подобро утре за сите, подобро утре пред се од оние кои што го почуваат својот живот. Предвреме родените деца, почитувани, морам да кажам, не се само статистика, тие се приказни за победа, за љубов и за живот. Денешната емисија ни покажа колку е важно да слушаме, да разбираме и да се поддржуваме. Но најважно од се научивме дека секој од нас може да помогне. Денот на предвреме родените деца не е само ден, тоа е подсек дека хуманоста започнува од најмалите носе. Поддржете ги семејствата, еве еден јавен повик, информирајте се, споделете, бидете на 17 ноември дел од хуманитарната акција во болницата Борка Талески во Прилеп, донирајте, помагајте. До следната емисија останете свесни и солидарни. Пријатно.